Православната црква денес ги празнува светиот маченик Кодрат Корински и други со него, светиот маченик Кодрат Никодимиски и преподобната мајка Анастасија. Свети маченик Кодрат Корински и други со него. За време на гонењето на христијаните, многумина верни се разбегале по планините и пештерите. Така направила и мајката на овој Кодрат. Но токму во тоа време таа била бремена. Та во шумата го родила Кодрата, па наскоро потоа умрела. По промисла Божија и со ангелот хранител чуван, хранет и воден, Кодрат пораснал во природа и во осаменост. Оној кој им давал мана од небото на Израилот во пустината, му пуштал на чедото Кодрат сладка роса од облакот на уста. Кога наполнил 12 години, тој слегол во градот и таму некои добри луѓе го возлюбиле и го дале на науки. Тој го изучил лекарството, та ги лекувал болните. Колку со природни лекови, толку и уште повеќе со духовна сила и со молитва, на која се беше привикнал од детството. Кога настанало новото гонење под Декиј, Кодрат бил изведен на суд и бил фрлен во самица, но и 5 негови другари му се придружиле нему и го исповедале името Христово. Тоа биле Кипријан, Дионисиј, Анект, Павле и Крискент. Сите биле влечени по улиците и од незнабожците, особено од нивните деца, со стапови и камења тепани, додека не ги довлекле на губилиште. Тука мачениците му се помолиле на Бога и биле со меч исечени. На тоа место избил извор вода од земјата, кој ден денес се вика со Кодратовото име и подсетува на јуначката смрт за Христа на светите шесточисленици. Чесно пострадале за вистината во 250-та година во Коринт во времето на Декиј и неговиот намесник Јасон. Свети маченик Кодрат Никомидиски. Овој бил благородник и богаташ и во исто време бил убеден и крстен христијанин. Во времето на гонењето, кога Валеријан затворил мнозина христијани во самица, Кодрат ги подплатувал самичарите, та влегувал во самицата, им донесувал на затворениците разни потрепштини и ги утврдувал во верата. Кога биле изведени пред судијата и запрашани од него за името, за татковината и за сталежот, тие молчеле. Тогаш зад нив се појавил Кодрат, кој викнал на цел глас: „Христијани сме по име, слуги на Господа Исуса Христа, по чин и по благородство, а наш град и татковина е небото." По оваа изјава и тој бил ставен под суд и по долгите и тешките тормозења бил исечен заедно со останатите. Преподобна мајка Анастасија, патриција и дама на дворот на царот Јустинијан. Кога останала вдовица и кога видела дека царицата Теодосија не ја трпи,
Таа наеднаш се изгубила од Цариград и се нашла во египетската пустина. Прочуениот духовник Ава Даниил ја подстрижал и ја објавил како монах Анастасиј Шкопец по нејзина желба, за како жена под машки вид полесно да се спаси, а и од царските трагања по неа да се скрие. И се затворила Анастасија во тесна келија, каде што поминала 28 години и каде се упокоила во 563 година. Пред смртта старецот Даниил го видел незиното лице светло како сонце. Елици во Христа крестисте сја, во Христа облекосте сја. Поуки од светите отци. Доколку не си радосен, што и да сториш, дури и твоето покаяние и твојата љубов нема да бидат вистинити. Старец Емилијан Симонопетриски.